Како што пишуваше во материјалите, а така и тука неколку пати спомна и градоначалникот спомна дека ова е четврти ребаланс на буџетот. Мислев дека некои советници, претходниот дискутант спомна, значи ребалансот на буџетот не е импровизација, не е мит, него е реална потреба. Што значи тоа? Буџетот едноставно е жива материја која што се менува во текот на годината. Приходната страна флуктуира, а исто така и расходната страна, и верувам дека ова е со најдобра намера да се прилагодат придобивките, односно приходите спрема реалните расходи. Се надевам дека во тој контекст се прави, меѓутоа моето излегување на говорница е повеќе заради следното. Би предложил, не знам дали ќе прифатите, законска пречка не постои, во следните седници на Совет. Прво да ги разгледуваме и усвојуваме програмите за работа, а потоа да го носиме буџетот. Или евентуално ребаланси идни кои би следувале, а сигурно ќе следуваат. Зошто е тоа така? Буџетот е една финансиска рамка за реализација на програмите кои се документи и во кои треба да стои што ќе се работи, кои проекти ќе се реализираат, какви цели има општината и кои активности се приоритетни. А ние правиме обратна ситуација. Со носење прво на буџетот или ребалансот на буџетот, а потоа мислам дека не гледам и целисходност, да после усвојувањето на рамката на буџетот, ние ги разгледуваме програмите. Значи, ние веќе сме ги усвоиле тие податоци, тие суми на пари, илузорно е да дискутираме за програмите кога веќе сме ги ставиле во рамка и немаме можност да ги менуваме. Значи, дискусиите би биле само во празно, без нешто да можеме да измениме. Се надевам дека добар дел од советниците, општинската администрација и градоначалникот ќе се согласат со оваа констатација и би предложил во иднина да работиме по тој редослед. Значи, уште еднаш да повторам, прво носење на програмите, усвојување, а потоа усвојување на буџетот или евентуални ребаланси на буџет. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Тодоров, повелете. Во однос на ребалансот на буџетот, ќе објаснам најлесно зошто нема да го гласам овој буџет. Буџетот се зголемува, тоа е добро, огромен број од општините го намалуваат се цел да ги усогласат приходите со расходите, тоа се вика надоен буџет. Па сега се намалува со ребалансот, не, напротив, ова се зголемува, значи не бил надоен буџетот. Мојата замерка само во однос на овој буџет и зошто нема да го поддржиме овој ребаланс е тоа што буџетот го добивме на 3 цифри. Односно немаме доволно расположливи податоци за да тоа видиме што точно и како се расподелени средствата. Тоа, ако почнем со прашање, нема денес да завршиме веројатно. Почитуван градоначалник, еве од вашиот буџет да ве прашам 426 ставката, како се потрошени тие парични средства. Доколку имавме на 6 цифри, од вашиот на градоначалник. Па тоа е муабетот и да прашам, немав расположливи информации. И сега тука е проблемот. Да имав, ќе видев, тоа сте исплатили ово, завршена работа. Да го имавме тој увид. За жал го немаме на оваа седница, иако минорна е разликата во однос на овој буџет и ребалансот со буџетот што треба да се изгласа и кој што ќе и даде можност да функционира уште подобро општина Ѓевѓелија, но жал, се надевам еве ќе добиеме за наредно. Благодарам. Благодарам, Тодоров. Дали некој друг се јавува за збор? Бидејќи никој друг не се јавува за збор, го давам збор на градоначалникот. Желете? Почитувани советници,
дел од прашањата прибелешките што ги пратив, значи нови линии за улично осветлување. Таму имаме ситуација за плаќање за делот на Западен булевар, новата линија за улично осветлување, а имаме ново поставено ново улично осветлување и на новиот кружен тек. Во делот на тоа дали ќе се намалат, дали се намалуваат средствата од владата, поточно зошто со овој ребаланс се намалува делот за реконструкција и реставрација на старата чашија, значи не се намалуваат средствата од владата, ќе се префалат со новиот буџет за следната година, бидејќи немаме целосна реализација. Во делот за платени комунари за Лидл не се платени уште комунари, сега очекуваме да биде поднесен основен проект за овој стопански објект. Во делот за програмите носењето и дали прво носењето на буџетот, во оваа ситуација сега со овој ребаланс, генерално имаме префалување ставки каде што не се остават ситуации за плаќање. Ама со новиот буџет, значи за тоа ќе има една седмица за предлог буџет на почетокот на декември, втората е на крајот на декември, во меѓувреме се консултират со администрацијата, секогаш прва насоката на ревизијата е да се носи буџетот, а после да се гласат и програмите. Затоа при носење на буџетот имаме прва една седмица предлог буџет, а веќе со носење на буџетот. Значи таа е насоката на ревизијата и мене не беше да се забрашам. Значи што ќе се случи вика ако прво е изгласена програмата, а после не се донесе буџетот. А обратна ситуација, ако се донесе буџетот, а не се изгласи програмата, може да дојде до измена на програмата. Така да сето тоа со новиот буџет ќе биде ќе го имаше уште некој прашање, сега се овие прибелешките. Во делот на урбаната опрема не сум сигурен за детско игралиште имаме ситуација за плаќање. Да. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Доставам предлог измени и дополнување на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година како точка 2 на гласање. Кој е за, молам да крене рак. 12. Дали има некој против? 6. 18. Да. Воздржани нема. Констатирам дека предлог измените се усвоени со 12 гласа за, 6 против, воздржани нема. Преминуваме на точка 3 од дневниот ред. Предлог промена за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2025 година. Отварам претрес по предлог програмата со извештај од комисиите. Бидејќи представник од општинската администрација е присутен, да му дадеме збор прво на представник. Повелете. Поради сродноста на точка 3 и точка 4, представникот на општинската администрација е тука и може заеднички да даде осврт на точка 3 и точка 4. Точка 4. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Гевгелија за 2025 година. Пред да се произнесе
представникот на општинската администрација, го ставам предлогот точката 3 и точката 4 да се дискутираат заедно, да се образложат заедно, а одлуката посебно за секој од двете точки да биде донесена посебно. Молам со кревање на рака да се изјасниме кој е за по овој предлог. Констатирам дека овој предлог за заедничко дискутирање и образложување на точка 3 и на точка 3 или на точка 4 е едногласно усвоен, со тоа што гласањето за овие две точки ќе биде направено поединечно. Сега му давам збор на представникот од општинската администрација да ја образложи точка 3 и точка 4. Повелете. Почитувана председател на Совет, почитувани советници, почитувани присутни, овие предлог за измени и дополнување на двете програми се поради усогласување со ребалансот на буџетот. Програмата за уредување на градежно земјиште од 102 милиона 638 353 илјади се намалува за 97 милиона 820 илјади и 134 денари. Во програмата за изградба и реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Гевгелија од 119 милиона 025 илјади и 123 денари се зголемува на 128 милиона 342 илјади 179 денари. Пред вас ги имате материјалите, доколку има прашање, ви ставам на располагање. Благодарам на представникот на општинската администрација. Отварам претрес по точка 3 и 4. Дали некој се јавува за збор? Сивова, повелете. Благодарам. За програмата за уредување градежно земјиште за 2025 година, промените од донесената програма имаше ребаланс на 16 мај и на 17 јули и сега ребаланс. Тука немам забелешки. И на комисиите за вчера прашавме, добивме одговор, сега за другата програма. Значи, знаеме дека дека програмите и подпрограмите се составен дел на буџет. Ребаланс имавме на 16 мај, на 17 јули, на 5 август и сега на 14 ноември. Со ребалансот од 5 август во самата програма ИФ стоеше дека програмата се зголемува за 1 милион и се утврдува на 2 милиона. Да не излезе дека зборувам на памет, ако може камера. Таа програма, што потоа е составен дел на функционалните подпрограми. Бележено е со ЈФ, бележено е како од милион станува 2. Тогаш немавме измени на програмата за уредување, немавме точка предлог програма за измени на самата програма. И во таа програма, наместо да стои 2 милиона, се остана милион денари. Тоа беше тоа што на комисијата ви укажав јас, дека има несогласување и сега да, е исправено, имате точен збир, ама излекува дека на неточни податоци. Затоа што секоја измена на програмата треба да го прати ребалансот на буџетот. Сега тој ребаланс што бил на 5 август, каде што од милион се зголемила на 2, не било евидентирано и тоа е тоа за кое што реагирав. И сега е програмата усогласена со буџетот, но моите забелешки сватете ги добронамерно.
Значи, ние сме тука да си помагаме, значи советниците да помагат и на општинската администрација, се во интерес да се донесуваат комплетни, исправни документации и потоа се усвојуваат на совет. Благодарам. Благодарам, Сивова. Дали некој друг се јавува за збор? Бидејќи никој друг. Повелете, Нечевски. Благодарам, председателке. Јас би имал едно прашање до представникот на општинската администрација за програмата ЈФ, изградба на сообраќајна сигнализација во вредност од 5 милиони денари. На што се однесува тоа? И друго прашање би имал, дали сте планирале да новиот парк кој што е изграден во општина Гевгелија, да го уредите со сообраќајна сигнализација, затоа што таму буквално е рушум од поминување на моторизирани средства. Значи моторцикли, малтене и коли поминуваат низ патеката која минува покрај двата влеза на зградата. Буквално се нема никаков мир, јас таму живеам, од моторни возила и во самиот парк. Сметам дека паркот е добро решение и за присуство на граѓаните, има присуство на граѓани, на мајки со мали деца, а истовремено и масовно присуство на моторни возила, моторцикли пред се. Па мислам дали го имате тоа во предвид, значи тоа има начин како да се спречи, како да се сообраќајно уреди и дали од овие средства е планирано дел од средствата да се вложат таму за да се коригира тој недостаток. Благодарам. Благодарам, Нечевски. Дали некој друг се јавува за збор? Повелете? Неловски? Добар ден, почитувана председател на Совет, почитуван и советници, почитувани медиуми, почитувана гевгелиска јавност. Добар ден. Би се надоврзал на колегата Нечевски во делот на изградбата на сообраќајната сигнализација. Се работи за предлог одлука за прифаќање на иницијативата за воведување на насочен режим на сообраќај на улица Миле Пецанов, кој на 64-та седница одржана на 4.7.2025 година е донесен заклучок од страна на Советот и градоначалникот, кој влегува во сила со денот на објавување во службен гласник на општина Гевгелија, а тоа е завршено на 9.7.2025 година. До ден денес, значи тоа не е спроведено и моето прашање е дали во блиска иднина се планира оваа одлука на Совет да се спроведе, затоа што во четврток, кога е пазарен ден во Гевгелија, на вистина таму е сообраќаен хаос. Благодарам. Благодарам, Миловски. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку друг не се јавува за збор, повелете на представникот од општинската администрација да одговори по прашањето. Околу прашањето за сообраќајната сигнализација за вредноста се реализира зошто е зголема, затоа што обележувањето се изврши на градот со хоризонтална и вертикална сигнализација. Имаше и ново обележување на сообраќајна сигнализација околу новиот кружен тек и над патникот и цел тој дел, затоа е зголемената вредност и обврските не се доставени за таа програма. Околу паркот ние имаме решение, направен основен проект, сообраќајен проект
за околу паркот за поставување на лежачи полицаец на дел на булеварот, а друго не можеме да преземеме ништо околу моторите, таму треба да преземе полицијата малце поредовно да реагира, затоа што не можеме препреки да направиме. Има родители со колички кои може да помине иста големина, треба да заградиме. Не можеме скалило да правиме, мора рампи ради инвалиди и така иста големина, и тоа нема друг начин на кој би се регулирало. Околу прашањето за еднонасочен траен режим треба да се направи основен проект за измена на траен режим. И поставката не е брза, затоа што се изготвува основен проект, па оди на согласност во Министерство за МВР и потоа се издава решение. Потоа ние ја следиме таа препорака и во наредно време ќе биде тоа извршено. Благодарам. Благодарам на представникот од општинската администрација. Реплика? Повелете. Значи, вака прашањето не беше за регулирање на патеките во склопот на паркот, за регулирање на режимот на пешачка патека пред двата влеза на зградата. Буквално таму е сериозен проблемот. Една жителка на таа зграда беше малце повредена од моторно возило, меѓутоа ние имавме изградено една наша препрека со вградувањето на плочките кои што се поставија на таа патека беше скината. Елиминирана од таму, која што представуваше сериозна заштита на сите жители на таа зграда. Значи, прашањето ми е, вие како општина, не знам, сообраќајната полиција точно го регулира сообраќајот, меѓутоа таму апсолутно нема никаква регулација на сообраќај, прашувам дека во делот на хоризонталната сигнализација, не само тоа да биде некоја сигнализација од забрана за поминување, него да биде физичка препрека која што би ги навистина спречила моторциклите да поминуваат на таа патека. Верувајте ми, луѓе, дека таму буквално е таа претворена во писта. Значи, не дај Боже, излегување од улаз, немаш прегледност дали минува моторно возило или не, можеш да биде збришан. Да не ни се случи такво нешто, моја препорака е, предлагам, иначе јас имав намера и да го свикаме локалниот совет за превенција, бидејќи како засегнати граѓани имаме право на такво нешто, тој локалниот совет за превенција е должен на некој начин да превземе мерки во тој дел и затоа барам, за да не свикуваме така, еве го изнесувам тој проблем овдека на седница на совет, градоначалникот слуша и он е таму често присутен, има свои кои што живеат. Навистина е сериозен проблем и за да не ни се случи нешто, предлагам да се превземе подитно нешто за да со физичка препрека да се спречи поминувањето на моторните возила. Иначе, ако спротивно, не знам што би било, кога би било. И уште би сакал да кажам дека во делот на сигнализацијата, поготово хоризонталната, што ни е во склопот на зонското паркирање, сведоци сме дека неколку пати се цртаат тие зони за паркирање ширум цел град, што според мене не е во ред, не е искористено, веќе по втор пат ги шараме, трошиме средства, а не сме ги искористили во делот на зонското паркирање. Би апелирал да следното обележување се изврши само таму каде што навистина би функционирало зонското паркирање. А да трошиме средства за бележење, а квалитетот на бележањето тоа е сосема друга приказна. Тоа е буквално како со креда поминато, после првите поминувања на моторните возила се бриши. Немаме никакви ознаки за паркирање. И трета работа, ајде можеби кога ќе дојде, уствари и таму сме веќе на реконструкција на улици, би апелирал до булеварот. Јас во неколку наврати на социјалните мрежи пишував дека булеварот ни е 3 во 1. Имаме булевар, имаме зонско паркирање и имаме така наречена велосипедска патека. Велосипедската патека апсолутно е нефункционална, дури е ризична да се вози по неа, затоа што самата близина на паркираното возило со отварање на вратата на сувозачот веќе е опасност да биде повреден некој велосипедист. Затоа би сакал, еве сите да размислуваме во иднина,
булеварот дали ќе ни биде булевар или ќе ни биде 3 во 1. Ако е булевар, тоа подразбира да има 2 колони за нормално управување на возилата, а во спротивно вака не личи на ништо. Треба, мислам, да дадеме приоритет тука и плюс имаме уште една замка, тоа е маркетот Кипер мислам дека се викаше, дека што се пресекува од булеварот, се пресекува и зонското паркирање, се пресекува и велосипедска патека и се паркираме на дополнителен паркинг. Секој булевар, некој ќе рече, има многу стопански субјекти таму. Да, точно е дека има, меѓутоа ние сме должни да изградиме сервисна улица која што ќе ги обслужува тие објекти, а не сме должни булеварот да го претвараме во 3 во 1. И булевар, и паркинг. Од булевар претворено е во тесно грло. Буквално булеварот е тесно грло. Стопанските субјекти, ако немаат право да функционираат и не ги исполнуваат условите со сервисна улица, тогаш и не може да биде стопански субјект. А ние сакаме сите да бидат на куп таму. Затоа ги сметам тие за неколку невралгични точки кои што час поскоро треба да ги решаваме за градот. И плюс ние на влез на град. Убав влез имаме, со кружен тек, со надвозник. Сега кога ќе слеземе долу, наеднаш тесно грло. Мислам дека на тоа треба да поведеме сметка и администрацијата и градоначалникот како сугестија да во иднина тоа се регулира. Меѓутоа ова за патеките треба да биде приоритет број 1 додека не ни се случи нешто трагично, не дај Боже. Благодарам. Благодарам. Повелете. Благодарам. Значи, до представникот на општинската администрација. Во врска со одлуката донесена на 4 јули, беше врз основа на иницијативата од ОВР Гевгелија. И на самиот предлог одлуката вели дека со ова одлука се прифаќа иницијативата од ОВР Гевгелија за воведување еднонасочен режим на улица Миле Пецанов. Во прилог на предлог одлуката имавме известување од Општинскиот совет за безбедност, подпишано од началникот на ОВР Гевгелија и од председател на Советот за безбедност на сообраќај. Значи, со објавување на одлуката во службен гласник број 14 од 9 јули 2025, оваа одлука влегува во сила, а таму стои во член 2 се воведува еднонасочен режим на сообраќај на улица Миле Пецанов во Гевгелија секој четврток од 8 до 16 часот. Значи, за спроведување на одлуката веќе е надлежна општината. Сообраќајен инспектор или шо и да имаме, нели, општината, веќе полицијата си го направила своето. Поднела иницијатива, наше е само да се спроведе. Благодарам. Благодарам. Силова, имате во предвид дека имате репликата, се јавува веднаш после дискутантот. Имате го во предвид тоа. Да. Дали дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, ставам точка 3. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2025 година на гласање. Кој е за, молам, нека крене рака. Добро. Дали има некој против? Кој е воздржан? Констатирам дека предлог програмата е усвоена со 11 гласа за, 6 против и 1 воздржан. Преминуваме кон гласање на точка 4. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација
одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Гевгелија за 2025 година. Кој е за, молам нека крене рака. 11. Кој е против? 6. Воздржани? Констатирам дека предлог програмата од точка 4 за измена и дополнување на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Гевгелија за 2025 година е усвоена со 11 гласа за, 6 гласа против и 1 гласал воздржан. Продолжуваме понатаму. Точка 5. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2025 година. Поради сродноста со точка 6, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интернет на општина Гевгелија за 2025 година, предлагам овие две точки, односно точка 5 и точка 6, да се дискутират заедно, излагањето за нив да биде заедно, додека гласањето да биде поединечно. Молам со кревање на рака да се изјасниме кој е за овој предлог, точката 5 и 6 да се разгледуваат заедно. Констатирам дека едногласно е усвоен овој предлог, точка 5 и точка 6 да се разгледуваат и дискутираат заедно, а гласањето по нив да биде донесено посебно. Отварам претрес по предлог програмата со извештај од комисиите за двете точки, бидејќи представник од општината е тука, е присутен, му даваме збор на представник. Повелете. Почитуван градоначалник на општина Гевгелија, почитувана председателка на Советот на општина Гевгелија, почитувани членови на Советот на општина Гевгелија. Во материјалите за работа на денешната седница ви беа доставени предлог програмата за измена и дополнување на програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2025 година и предлог програма за измени и дополнување на програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2025 година. Предлог измените и дополнувањата на програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија е поврзана со самиот ребаланс на буџетот на општина Гевгелија, со тоа што вкупниот износ на програмата се зголемува за 2 милиона денари. Тие 2 милиона денари се распределени во самата табела, каде што е даден табеларен приказ со назив на апликант и одобрени средства од општина Гевгелија. Така што на ракометниот клуб Партизан 2016 Спорт Гевгелија износот се зголемува за 300.000 денари, на шаховскиот клуб износот му се зголемува за 100.000 денари, на пинг-понг клубот исто така за 100.000 денари, на атлетскиот клуб 7 ноември износот им се зголемува за 500.000 денари, како и на кошаркарскиот клуб Гевгелија за истиот износ, односно 500.000 денари, и на кошаркарскиот клуб Кожув АД Гевгелија за 1.500.000 денари. Исто така во табеларниот приказ е додаден и нов проект на Гевгелија, ЖРК Гевгелија Југ, каде што за реализација на нивните активности им се одобруваат 200.000 од буџетот на општина Гевгелија. Овој апликант уредно поднесе пријава со сета потребна документација. Тоа ми беше поставено прашање и на завчерашните комисии од страна на членот на Советот Борче Нечевски и доколку сака предлог апликацијата ја носиме за да има увид во неа. Значи, им уредно се пријавени во Централен регистар и им е издадено решение за вршење дејност спорт од Министерството за спорт. Доколку имате прашања во оваа точка, ќе одговориме понатаму. Додека во програмата за предлог измените и дополнување на програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата
од интерес на општина Гевгелија за 2025 делумно се поврзани со ребалансот на буџетот, со тоа што ова програма во вкупен износ од 13.994.666 денари се менува и гласи 15.294.666 денари. Парите се распределуваат исто така на веќе одобрени проекти, се работи за манифестацијата Гевгелија град на култура, каде што одредени апликанти, учесници во самата програма, се откажаа од одредени причини, поради неможност да гостуваат во рамки на Гевгелија град на култура, и тие пари се распределуваат на некои од апликантите на кои им се сменила финансовата конструкција. Значи станува збор за некоја символична сума измена од 10 до 20.000 денари. Доколку имате прашања, повелете. Благодарам на представникот на општинската администрација за излагањата по точка 5 и 6. Молам, дали некој се јавува за збор? Сивова, повелете, прва јавна. За точка 5, измени на програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2025, представникот на општинската администрација ни образложи. Во целина, ставката дополнителни средства во износ од 1.090.000 денари во ова програма се брише. Ставката одржување спортски терени се намалува за 110.000 и се зголемува за 3.200.000, ама овде што се брише, таму што се намалува и зголемува, износот е точно 2 милиона, ама тие 3.200.000 се за спортските клубови. Сега, кажа представникот на општинската администрација, за до сега апликантите, за колку се зголемени износите, и спомна дека нов апликант имаме ЖРК Гевгелија Југ. Апликацијата сигурно е уредно да немавме, мислам побаравме на комисија, не побаравме, него спомнавме на комисија и рековте дека ќе ја донесете, така да верувам дека е се во ред. Јас само ќе кажам дека на јавно достапните информации за ЖРК Гевгелија Југ стои датум на основање 6.3.2025, собственици се 5 субјекта, еден субјект има промена на собственост од 15.3 до 5.4. Исто беше спомнат во скандалот со кој Раковетата федерација доби забрана за игра, ама сега овој тим има нова управна постава и се надеваме дека лекцијата е научена со тоа што грешките се казни. Овој клуб се додава во програмата и му се доделуваат 200.000 денари. Во ред е да се поддржува спортот во општина Гевгелија. Но мене лично ми смета кога се доделуваат убави суми од општинската каса на поедини правни субјекти, а други со години добиваат символични износи. И во минатиот состав на Советот кажав и сега пак ќе кажам, да поведеме сметка за нашите млади спортски таленти, кои добиваат по 20.000 денари, што недостасуваат за основна опрема, а камоли за нешто друго. Тука е градоначалникот и ќе го замолам, кога ќе се креира буџетот за 2026 година и се изготви програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2026 година, да се поведе сметка за сето ова. Значи, за младите талентирани, посебно овие што се тенисери, 20.000 денари недостасуваат за патики и за дреса, не па да нешто друго спроведуваат. И за правните субјекти кои постојано добиваат исти износи, а се мали. Благодарам. Благодарам, Сивова. Повелете. Професорот Сорсере. Да.
Велите. Значи, прашањето го поставив и за време на Комисијата за спорт, меѓутоа добив нецелосен одговор. Бидејќи во програмата евидира клубот Женски ракометен клуб Гевгелија Југ, каде што понатаму пишува проект под наводници, се внесуваат зборовите над преварување во женска младинска и женска кадетска ракометна лига. Во колоната временска рамка се внесуваат зборовите август-декември 2025. Прашувам дали лигата од сега започнува или била започната и дали овој клуб од проект преминува во клуб. Малце е нејасно ова проформулирано, а сега од претходната дискутантка видов дека клубот е регистриран во март месец 2025. Дали овој клуб го запазил рокот за аплицирање, за добивање на средства или дополнително му е дадена можност да аплицира и да добие средства? Зошто го велам ова? Симптоматично е и сите сме сведоци на два срамни чина кои што ни се случија изминатата година во делот на спортот. Јас сум спортист лично и со две раце го поддржувам спортот и доделувањето на средствата, меѓутоа да не забораваме дека по дефиниција локалната самоуправа го поддржува масовниот спорт, а професионалниот исто така, меѓутоа не целосно. А ние како општина, според бројките, сега допрва ги гледам и се запознавам, претходните советници сигурно подобро знаат, се и тоа како високи за одредени клубови, што значи ние професионално финансираме во одредени клубови. Ако грешам, исправете ме. Но по оној срамен чин ќе се вратам на женскиот ракометен клуб, каде што ни се смееше буквално цела Европа. Беше постирана снимката на социјалните мрежи, каде што, замислете, ракометарки си даваат автоголови. Автоголови. Не еден автогол случаен, него буквално автоголови. Да се сака утакмицата да се изгуби. Тој клуб, колку што знам, беше санкциониран од страна на Ракометната федерација на Македонија и имаше, пак не знам, не сум сигурен, ако грешам исправете ме, забрана за дејност. Сега претпоставувам дека е ова нов клуб што се регистрира и прашањето ми е дали истите лица се инволвирани во овој клуб, затоа што тогаш евидираа под председател, тренер, не знам како, не знам што. Сега може би се истите ликови, ама на други функции. Прашање е тоа, само претпоставувам, не знам. И дали овој ракометен клуб влегува од сега во лига или веќе се надпреварува во лига? Затоа што ова е малце збунувачки. Проект се внесуваат зборовете сега во ракометен клуб и надпреварување во лига. За мене лично е збунувачки. Толку околу тоа прашање. Зголемувањето на средствата на кошаркашкиот клуб Кожув за 1,5 милион денари. Прашањето ми е на што се должи. Предпоставувам за исплата на играчи, меѓутоа ние треба да знаеме дека кога го правиме концептот за буџет на некој клуб, треба да ја зацртаме јасната цел, кои ни се целите, какви кошаркари ќе ангажираме и колку вредат тие кошаркари. Знаеме и таму сведоци сме дека се даваат и тоа како позамашни суми на пари. По мои скромни информации се плаќаат од 1000 евра па нагоре, достигнуваат и до 3 до 3.500 евра кошаркар. За да не биде тоа енигма, предлагам во извештаите кога ќе ги доставуваат спортските клубови, не знам дали се доставени, сметам дека не се, да имаме исцрпен и детален извештај кој, колку и како е платен. Почнувајќи од председатели на клубови, директори на клубови и не знам се какви функции има таму, до самите играчи. Тоа треба да биде транспарентно. Верувам ќе се согласите со мене, затоа што
читаме штампа, пратиме социјални мрежи, пратиме на превари, гледаме дека и најбогатите клубови јавно ги објавуваат тие податоци, кој играч, колку е платен, кој активист, тренер на клуб, директор на клуб, колку примања земаат, па не гледам причина ние тие информации да ги немаме достапни до нас, а и до гевгелиската јавност, затоа што разни шпекулации имаме во градот. Затоа во извештаите ќе ги разгледуваме, ќе видиме како се објавени тие, затоа што, видете сега, јас сум бил во минатото и председател на ФК Кожур, па не сум имал никакви примања. Сега е мода во последните неколку периоди, ми се чини после 2017 дека започна тоа, со солидни суми на средства се плаќаат разни активисти по клубови, одредени за председатели, определени за директори, а не знаеме колкави се тие. Дали се тие реално спортски работници, затоа што прав председател на клуб има должност да обезбеди дополнителни средства во клубот. А најлесно е да бидеш председател или директор на клуб, да чекаш општината да ти пушти пари и ти да ги распределуваш и плюс плата да земаш за тоа. Значи, во тој дел сметам дека како општина мораме да бидеме порационални, едноставно и луѓе од општината кои што работаат, може би имаат помали ангажмани, можат да учествуваат во распределбата на средствата. Тоа апсолутно не е никаков проблем. Тренерот, да, треба да се биде платен. Играчите, да, треба да се бидат платени. Зависно од тоа целите кои што се зацртани пред клубовите. Дали кошаркашки, дали фудбалски, дали пинг-понгарски, сега гледаме и бедира и пинг-понгарски клуб тука. Убаво е тоа, за поздравување. Меѓутоа, сакам да во извештаите ги имаме комплетните информации за сите парични средства колку се доделуваат од управите на клубовите, па се до самите играчи. Благодарам. Благодарам. Нечевски. Тодоров, повелете. Во однос на измените и дополнувањето на програмите за финансирање на спортски активности и во однос на културата, може да констатирам дека ова се прилично огромни средства. Убаво е тоа, убаво е да се развива спортот, убаво е да се негува културата, убаво е Гевгелија да биде град на спортисти и град на култура. Она што сакав да го напоменам и ќе се повторам сега со колегата, а тоа е отчетноста на овие средства. Значи, ние мора да изнајдеме начин како ќе ни го оправдаат сите овие субјекти паричните средства. Дали овие доделени средства ќе бидат наменски и со тоа ќе ни поднесат извештај, да, за тоа и тоа се потрошени толку и толку парични средства. Очигледно е дека имаме огромна, од програмата за спорт, огромна е оваа програма за спорт. Значи 23 милиони денари се опрашање. 23 милиони денари верувам дека и вие како советници и секаде и во секој правен субјект и во обичниот живот ќе се запрашате зошто се потрошени, нели? Нема само да ги дадете и да кажете за тоа се и толку. Завршена приказна. Напротив, овие парични средства се на граѓаните. Убаво е, треба да се зголеми уште повеќе, дај Боже, да се развива сето ова, но треба извештај да добиеме за овие средства. На оваа седница, бидејќи јас имам некои услови, кои што ги негувам, јас без да знам зашто се потрошени, некако ме фаќа некоја верзија дека нешто не е во ред. Не велам дека секаде не е во ред, се покаже дека не е во ред во женскиот ракометен клуб и затоа предлагам градоначалникот убаво да размислиме и координаторите, нека седнат, нека се договорат точно како ќе се доделуваат овие средства. Да не биде дека нашите деца нашите младенци, мали категории плаќаат членарини во клубовите да тренираат, а ние да плаќаме со општинските пари, со нашите парични средства, да плаќаме кошаркари, фудбалери, разни спортисти, енормни суми на пари.
Значи, тоа е нонсенс. И ќе мора во тој дел да се искомуницира убаво, за да ова се постави како што треба. Да не нашите граѓани плаќаат и спортисти кои што земаат огромни парични средства, а воедно да плаќаат и за своите деца да тренираат или да ги уживаат спортските терени. Благодарам. Благодарам, Тодоров. Дали некој друг се јавува за збор? Попов, повелете, па Меловски. Благодарам. Не се јавам за збор, формално се јавам за реплика, иако нема да биде во буквална смисла на зборот. Често пати репликата ја користам за појаснување. Колегата Тодоров спомна, нешто се надоврза на претходно искажаното од колегата Нечевски. Во врска со извештаите, јас ќе кажам само кратко. Редовни точки на седница на Совет се финансиските извештаи за спорт и култура. А тие извештаи се врз основа на претходно донесената програма за финансирање на спортските и културните активности. Мислам дека се во јануар, ако не грешам, така. Така што на редовна седница ќе имате можност детално да ги разгледате и да си ги одговорите сите овие прашања кои што сега ги поставивте одговорници. Благодарам. Благодарам, Попов. Миловски. Почитувани колеги, значи, една од најдобрите афирмации за една општина е точно спортот. За жал, нас минатата година како општина не снајде тоа што не снајде, што го објасни колегата Борче. Нешто најнепосакувано, меѓутоа тоа нема бегање, мора да продолжиме натаму и се што се инвестира во спортот за мене представува добра работа. Сепак 33 милиони денари е буџетот на општина Гевгелија за спорт, од кои 23 милиони се за спортските клубови и активности, а 10 милиони за инфраструктура. Се надевам дека овие 10 милиони беа за Соколаната, доколку грешен ќе ме исправите. Меѓутоа мислам дека треба да се даде и некое средство повеќе за нова инфраструктура во делот на спортот во општина Гевгелија. Она што е симптоматично, односно што се провлекува низ годините, е точно давањето на огромни финансии спрема спортските клубови во оние 3 или 4 спорта што се во Гевгелија, да речеме кошарката, ракометот и фудбалот, а се даваат многу минорни средства во помалите спортски клубови кои гравитираат во општина Гевгелија. Една моја препорака би било, значи, сепак репрезентативноста на фудбалот, на ракометот, на кошарката е на големо ниво, меѓутоа да одделиме малце средства и за овие помалите клубови кои гравитираат во Гевгелија. Исто така имам заложба, значи да се одделат голем дел средства за масовноста на спортот, а масовноста е најголема, пошто доаѓаме од образование, кај нас во образованието. Најголем дел од младите учесници спортисти се во образованието. Така да се даде малце повеќе внимание на масовноста на спортот во општина Гевгелија, односно, што го каже и колегата Борче, односно и претходните дискутанти, средствата кои се даваат на клубовите се многу. Дајте да помогнеме кај што фали. Значи, масовноста е од огромно значење и за здравиот развој на децата и за нашата иднина. Во градот функционираат многу приватни спортски друштва кои наплаќаат на децата, а ние даваме огромни средства на клубовите. Дел од тие средства
Значи може КК Кожув, ФК Кожув, ракометните клубови, сите имаат младински школи, да ги насочиме тие средства кон младинските школи, кон младинците, кон пионерите на спортот. Благодарам. Благодарам, Миловски. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој друг реплицирате или за збор повтор пат? За Ѓорѓи не можете да реплицирате заради тоа што се јавува реплика веднаш по завршениот одговор на оно што за збор. Можете да земете збор повтор пат. Повелете. Значи, колега Попов, јасно ни е на сите дека извештаите ги добиваме и ќе ги видиме, меѓутоа јас побарав во извештаите, порано не беше пракса, да имаме детализирано примањата на управните одбори, на председателите на клубови, директорите на клубови и играчите. Иначе финансискиот износ и извештај во апсолутни бројки, знам дека го добијам и они се должни да го дадат, бидејќи не им следува право да аплицираат во наредниот период за дополнителни средства, односно за тековната година. Значи, би барал во извештаите да се содржат тие детализирани извештаи по примања, по управни одбори, председатели, директори и играчи. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој друг не се јавува за збор, повикувам на гласање градоначалникот. Повелете, градоначалник. За кратко само, да виши резултатите од околу висината на средствата на кои општината ги одвојува во текот на годината за спортските активности. Со години праксата е околу 6 до 7% да биде од основниот буџет. Со тоа што од година расте основниот буџет, растат и средствата се поголеми кон спортските друштва, но овие 3 години значително имаше одвоено средства и во капитални расходи, игралишта, Партизана, сега веќе се изработува основен проект за фудбалски стадион. Во однос ке почнем, прво беше Елизабета забелешката во однос на младите и колку тие се вклучени. 2021 година, која ја преземав локалната самоуправа, во сите спортски клубови имаше не повеќе 120 деца во тренажен процес. Сега, после 4 години, во сите спортски клубови имаме над 150 деца во тренажен процес, но ова има сигурно удел и формирањето на нови клубови, како што беа Кошаркарскиот Гевгелија, Женскиот кошаркарски клуб Гевгелија, кој оваа година стартуваше, Пимбогарскиот клуб и Шаковскиот клуб. Во однос на Женскиот ракометен клуб Гевгелија, советникот Нечевски, значи по настанатиот инцидент на таа утакмица, после месец и пол-два, побара кај мене прием, поравнешната репрезентативка и рекометарка на Гевгелија Елма Попова, најави дека ако успее да создаде тим, дали ќе има логистичка подршка од општината. Тоа не беше една средба, не сум се видел уште и не знам, ама сигурно сега пред планирањето на буџетот за 2026 година, како повеќе ќе остварам со сите представници од спортските клубови средба, кои се нивните цели во иднина. Се јас слушнав дека во 2 младински категории се напреваруваат. Немам детална информација, но со креирањето на овиот буџет ќе остварам сигурно средба со сите нив заедно. Во однос на кошаркарскиот клуб Кожев, зашто имаме зголемување од 1,5 милиони денари, значи минатата година од страна на инспекција на УЈП во кошаркарскиот клуб беше утврдено дека од 2019 година, 2021 година не се плаќал персонален данок и оваа година на ставка на овој трошок околу 1.800.000 денари имаше кошаркарскиот клуб плюс трошок, а исто така 2020 година тужба заради повреда на играч заврши целото судско рочиште. Оваа година и на овој основ има кошаркарскиот клуб плюс дополнителен расход од 1.500.000 денари. И тоа е причината заради која побара да се
за зголемување на износот на средствата. Во однос на извештаите што беше споменато од советникот Неловски, сега во моментот мислам веќе е објавен огласот за следната година и при изготвувањето, при еволуацијата, при донесувањето на одлука, сите клубови и индивидуални спортисти имат обврска за средствата потрошени од општината да поднесат извештај. Во однос на Неловски за минорните средства кои се дават, дека средствата на помалите кругови во однос на поголемите се минорни, не се минорни, значи буквално осредбите со ни пред почетокот на годината си кажуваат кои се нивните потреби, кои се нивните барања и од страна на локалната самоуправа, на Советот, кога се носат тие програми и средства, се вклучуваат за да тие во текот на годината немат проблеми со финансија. Ако детално сметаше на некој поединечен клуб, може и да го каже. Благодарам. Благодарам. Преминуваме кон гласање на точка 5. Молам за глас. Молам со кревање на рака, кој е за точка 5. 13. Дали има некој против? Дали има воздржани? 1. Благодарам. Констатирам дека предлог програмата по точка 5 е усвоена со 13 гласа за, 2 против и 1 воздржан. Преминуваме кон гласање на точка 6. Кој е за, молам да крене рака. 14. Дали е некој против? Нема. Кој е воздржан? Констатирам дека точка 6 е усвоена со 14 гласа за, 20 воздржани, против нема. Пауза од 15 минути. Бидете точни. Благодарам.